Што ако проблемот со твојата тироида не е само медицински проблем? Што ако во коренот на проблемот е всушност духовна причина, односно постојано потиснување на твојата вистина и неискажаност на сите оние зборови кои што долго време се насобрани во тебе. Сите знаеме дека тироидната жлезда се наоѓа во грлената чакра и дека таа е задолжена за искажување на твојот глас. Кога долго време е супресирана, таа влегува во дисбаланс, односно, твоето однесување, навики и секојдневна рутина, како ти се однесуваш кон другите и кон себе си, резултира во овој дисбаланс. Дали твојот глас е замолчан? Дали се плашиш од отфрлање? Дали твоето срце постојано преговара за мир и прифаќање? Доколку се пронајдеш во видеово е за тебе. Дозволи заедно да го исцелиме тироидниот дисбаланс. Секако, ако се ги гледала до сега моите видеа, сигурно ќе забележиш дека скоро во сите имаме вежби и процеси, бидејќи без вежби и процеси ние не можеме да го промениме нашето рутинско однесување. Нашиот автопилот и како ние сме навикнати да комуницираме со светот, особено влијае на тироидната жлезда кај луѓето. Повеќето од жените страдаат, да кажам, од тироиден дисбаланс, но не се ни мажите исто така поштедени. Автопилотот, покрај тоа што има рутински однесувања, навики, има и енергетска структура, па така да секој чекор кон промената ќе биде детално истестиран. Секој што тргнал кон промена знае колку е тешко и колку тој автопилот, односно тековните навики, не држат во место каде што на вистина не сакаме да бидеме. Дисбалансот со тироидната жлезда често значи дека и е аларм, дека ние правиме нешто против себе. Тоа вообичаено се резултира и на било кој друг дел од телото или било кој орган, бидејќи секој орган има порака за некое. Значи, секој орган кој што е разболен, зборувам, е во дисфункција, има порака за нашето однесување. И еден вид коректив на како ние фактички се однесуваме. Но да се вратиме на нашиот тироиден дисбаланс, бидејќи многу добар дел од популацијата се судира со овие автоимуни состојби. Луѓето земаат лекарства, но некои и не ни знаат и не се свесни дека фактички организмот, самата душа наша нема друга алатка, а зборува исклучиво преку влошена здравствена состојба. Зошто имуниот систем реагира вака? Се јавува автоимуна состојба бидејќи вие одите против себе. Секако, секој одење против себе, организмот го регистрира и дава одговор преку влошена состојба. И сега одиме на процесите и вежбите за излез од оваа ситуација. Пракса број 1 или процес број 1. Одвој се настрана во тивок амбиент, бидејќи сега ќе останеш со себе си и убаво да се договориш со себе си, да се разбереш себе си од каде доаѓа сето тоа. И сега претпоставувам, доколку го гледаш видеово, ќе почнат да ти доаѓаат можеби и сомнежи, јас немам време за тоа, јас немам време за ова. Ако немате време за себе, секогаш постои фармацевско решение, хемиско решение, кое што можеш во секој момент да продолжиш да го земаш. Дури има некои случаеви каде што терапија земаат до крајот на животот.
Јас разбирам дека има животни ситуации каде што ние не може да ја кажеме комплетно нашата вистина, но од ситуација од црно и бело има измеѓу решение. Тоа измеѓу решение го бараме денеска, каде што ќе може делумно да почнеме да ја кажуваме нашата вистина, да поставуваме граници, без разлика во каква фамилиарна констелација се наоѓаме. Од некаде да почнеме, а потоа ќе креираме нова временска линија. Нова временска линија не се креира од еден ден и два, бидејќи и проблемот што го имаш не е креиран од еден ден, од 2 дена, од 3 дена. Едноставно е веќе толку програмирана свеста да по автоматизам и по навика човек се однесува на одреден начин. И да одиме на праксата, затоа што денеска ќе се појават одредени вистини кај тебе кои што треба да одвоиш време и повеќе околу тоа, бидејќи дисбалансот може само да продолжи или да се зголемува и на крај да заврши во една безнадежност. Значи тоа сега го оставаме на страна и одиме на праксата. Пракса број 1. Од каде да се почне? Постави ја едната рака на грлото, а другата рака на срцето. Може и со затворени очи, бидејќи полесно така се влегува во себе. Со затворени очи да се прашаш себе си. Која вистина на дневно ниво не ја искажува? Која е онаа вистина која што постојано е мучи? Може да се случи да се дојдат многу наплив на мисли во моментов и настани, каде што ти молчиш. Но да видиме да го контролираме овој наплив, ако се роеви на настани. И само да се сетиме последната недела каде сме биле, со кого сме комуницирале, каде сме престојувале, каде што не сме биле во можност да кажеме не, каде што се повлекува. Кои се тие настани? Кои се тие настани каде што ние се повлековме и не си искажавме тоа што го мислеме? И немојте веднаш да ви доаѓаат мисли, не, ова за мене, јас не можам тоа да го... Секогаш мора да најдеме од некаде да почнеме. Ние не можеме сега во еден момент, во еден ден да го решиме целиот наш живот, но од некаде да почнеме. Полека и стабилно. Направиме анализа на последната недела. Каде се прекршени нашите граници и каде ние дозволевме да молчиме и да не ја кажеме нашата вистина. Кои се тие настани? Ако се да речеме 4-5, одбери еден, каде што наредните денови ќе започнеш да кажуваш на вистина тоа што го мислиш. Вистината, што ја чувствуваш. Одбери, значи, еден настан од тие 4-5, каде што ти ќе се смени, нели, нема да оди по старо, него еден од тие 5 настани ти ќе искажеш твојата вистина. Пракса број 2 е соматска вежба. Соматските процеси се исклучително ефективни. Иако делуваат, сега јас ќе ви покажам една соматска вежба, иако делува можеби навидум смешно, меѓутоа кога човек кој што не работел нели на себе, можеби ќе му биде чудно или нешто невообичаено.
Соматските вежби буквално директно влијаат на телото и ја менуваат самата фреквенција на нашето тело. Особено можеме да влијаеме преку оваа соматска вежба на тироидната жлезда. Ова англичаните го викаат humming или активација на вагус нервот. Вагус нервот е најдолгиот нерв во нашето тело и ние можеме преку вежби да активираме и автоматски со една соматска вежба на активација на вагус нервот, ние ќе решиме повеќе состојби, односно ќе се смириме, бидејќи директно делува на нервниот парасимпатичен систем, односно на автоматскиот дел, делува врз анксиозноста, ја намалува, значи, рапидно оваа вежба и автоматски ја активира грлената чакра, односно прави баланс во тироидната. Значи, земате длабок вдих и кога треба да издишите, не издишувате нормално, нели, како што сме научени. Него испуштате звук хам, затоа се вика хаминг, хам. Значи, хам, овој дел, значи, треба да вибрира. Убаво би било да се позиционирате со нозете да не се вкрстени, рацете, значи, исто така да не ги се вкрстени. Едноставно да земете длабок вдих и да испуштите Значи, тоа е вежба. Буквално треба крвната чакра да вибрира и ќе осетите буквално нервниот систем како се стабилизира и самиот немир и анксиозноста исто така се стабилизира. За повеќе вежби за активација на вагус нервот, интернетот е препун, значи, со вежби, може да најдете каде што ќе си ги работите редовно, ќе процесирате. Сепак, јас повеќе работам на оние длабоко духовни причини, кои што се во коренот на проблемот за тироиден дисбаланс. И додека ја правите оваа соматска вежба со хаминг, нели, со испуштање на тој хам звук, ставете мисла, инсертирате мисла во вашиот ум, каде што ќе повторувате на себе си: го ослободувам мојот страв да бидам неразбрана личност. Го ослободувам овој страв да бидам неразбрана личност. Мојот глас е чист и мојата вистина е света. Значи, повторувајте ги овие мисли: мојот глас е чист и мојата вистина е света. Секако дека покрај духовната пракса и сите овие пракси, потребно е да дополни нутритивната вредност во нашето тело. Значи, секако дека мора да внесеме нутритивна храна, значи да не е индустријска, да нема врска ова што е во маркет, да се направи на телото и нек одреден детокс. Едноставно промена на животните навики и ќе почувствувате сосема поинаква енергија во телото. Јас на моите клиенти обавезно, значи, уште пред да дојдат на првата сесија, ги ставам, нели, на подготовка еден детокс, бидејќи не можеме да работиме високо вибрациони процеси без да направиме детокс на телото и телото едноставно да внесе, да ги земе сите потребни нутритивни вредности што ги дава фактички природата. Јас советувам на сите мои клиенти конзумација на свежа храна. Значи, зборуваме свежа и жива храна и нормално комплетен детокс, бидејќи живееме во загадени средини. Се надевам дека со напредокот на човековата свест ќе настане некаква иновација, некаква нова промена, каде што ќе живееме во малку почиста животна средина. Секако, значи, нутритивните вредности се од особено значење покрај овие духовните кои што сега ги работиме. Но во комбинација двете се навистина
моќен рецепт за промена на тој дисбаланс што го чувствувате во телото. Едноставно, ако не вложувате во себе, секогаш ќе останете во комфор, а комфорот е што? Што е комфорот? Страдање. И сега некој ќе рече да, како поврзуваш комфор. Комфор зона е едно исто. Една иста рутина, еден ист автопилот, едни исти навики. Ако немаме промена, остануваме секогаш таму кај што сме, а таму кај што сме најмногу страдаме. Ако не работиме на напредување на нашиот живот, по автоматизам одиме во уназадување и мислам дека повеќето од вас тоа го знаат. И сега одиме на малку потешките прашања. Ке работиме вежба каде што да видиме зошто не ја кажуваме нашата вистина. Зошто тука чувствуваме блокада, кнедла, зошто е тоа се што се случува? Каде во мојот живот ја замолчувам мојата вистина? Само за да избегнам конфликт и да има мир. Што се плашам дека ќе се случи доколку ја кажам мојата вистина? Кој ме научи дека мојот глас не е вреден и не е безбеден? Кои неискажани зборови се уште живеат во моето грло? Кога започнав да глумам, наместо да искажувам мојата вистина? Кои делови од себе ги замолчувам само за да бидам прифатена и сакана личност? Во која улога се осеќам заглавено? И чувствувам дека нема врска тоа со вистината што го кажува. Во која улога се чувствувам заглавено, а тоа што го глумам нема никаква врска со вистината што ја чувствувам. Кои последици мислам дека ќе се случат доколку слободно ја искажам мојата вистина? Кој ќе ме казни? Кој мисли дека сум се уште дете? Кој мисли дека не вредам, па треба да ме води? Зошто сметам дека сум немоќна личност? И последниот процес, потврдување на мојата вистина. Значи, владење на мојата вистина и споделување со другите. И прашај се себе си. Што би кажала јас, а би било прифатено и разбрано од другата страна, или од другите луѓе, или од другата личност? Што би кажала и на кој начин јас тоа би можела да го искажам, за да бидам сватена и сакана од другите личности или од другата значајна личност? Значи, не е само некогаш да искажеме, истрескаме, изфрлиме, нели, со некаква доза. Јас ќе споделам во наредните видеа како се вешто комуницира. Значи, некогаш со одредена интонација, со обрнување, значи, без
напад на другата личност, дека да бараме вина во другата личност, дека некој нас друг ни е крив. Значи, тоа не станува овдека збор. Овдека станува збор како, на кој начин ние тоа да го искажеме за да бидеме разбрани, прифатени и сакани. И последното прашање, кои вистини ги шепотам насамо, а заслужуваат да бидат споделени? Кои вистини ги кажувам насамо, а заслужуваат да бидат споделени? И како моето тело ќе се чувствува кога ќе ја споделам вистината, не гневно, не со горчина, не со викање и карање, значи едноставно да се најде момент, луѓето не знаат да водат тешки разговори, не е ни едноставно да се водат тешки разговори, но убаво е да се обидеме полека и постепно. Полека да почнеме да правиме промена на нашите навики, иако тоа не е баш така лесно, но од некаде мора да се почне полека и нашето тело ќе го прифате ова исцелување. И верувајте, по некое време ќе видите дека има одредени резултати. Не е сето тоа баш така.